Моќта на зборовите е насловена рекламата која им донесе прво место на ученици од Струмичката гимназија на образовното рандеву 2018. Во конкуренција од околу 80 реклами, тие беа најдобри со својот проект. Повеќе од 2 месеци напорно работеа на изработка на рекламата, која вроди со голем успех и признание како за учениците, така и за нивните ментори. Ја освоивме првата награда за најдобра видеореклама помеѓу средношколците во цела Република Македонија. Станува збор за реклама која што го доби насловот Моќта на зборовите. Всушност, моќта на зборовите е сето тоа како содржина која што е представено во самата видеореклама. Сите гледачи можеа да ја погледнат рекламата, бидејќи е веќе закачена и на YouTube каналот на Јане Сандански. Исто така, во самата содржина на рекламата ја појаснуваме самата поента, колку зборовите кои што ние ги изговараме во еден ден, во една година или во целиот наш живот имаат огромно значење врз некоја друга личност која што ќе ги прими или ќе ги впие сите тие зборови. Од приближно околу 70-80 реклами, ние влеговме во најдобрите 10 реклами и од тие најдобри 10 реклами, жири комисијата ја избра нашата реклама како најдобра реклама и затоа ја добивме првата награда за најдобра видеореклама на ово образовно рандеву. Учениците напорно работеа околу добри 2 месеци и со нивната огромна работа, нивната пожртвуваност, заедно како тим функциониравме и заслужно си го добија првото место. На образовното рандеву 2018, кој викендов се одржуваше на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје, учествуваа 35 средни училишта. Струмичката гимназија се врати со освоени 9 награди. Ние традиционално веќе 11 години учествуваме на образовното рандеву, кој што се организира во склопот на МАСУМ и оваа година, како и секоја, повторно се вративме со голем број на награди. Оваа година имаме вкупно 9 награди, од кои што една прва награда, тоа е наградата за видеореклама. Потоа имаме 7 сребрени медали или 7 втори награди и една трета награда. Учениците во нашето училиште многу стрпливо и упорно работеа за да го постигнат тој успех и навистина им благодарам за сета посветеност со која што тие учествуваа. Оваа година од нашето училиште учествувавме во 14 категории, од вкупно 18 категории. Во тој број на категории се вклучија околу 45 ученика и 10 ментори од нашето училиште. На средношколскиот надпревар повеќе награди освоија и учениците од средните училишта Димитар Влахов и Никола Карев.